Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Јас сум Марија Петреска. Во наредните неколку минути ќе имате можност да проследите уште едно од серијата на видеа, креирани да го поддржат процесот на онлайн настава. Се надевам ќе имаме можност да научиме нешто ново и да го продлабочиме вашето знаење. Во ова видео ќе ги обработиме алатките Flipgrid, ќе ја спомнеме Pixlr страницата, Facing Hall и апликацијата Arts and Culture од Google. Во ова видео ќе ја разгледаме можноста за користење на Flipgrid за креирање на видео дискусии помеѓу учениците. Имено јас тука имам една активност која се вика познати факти за мене или забавни факти за мене. И активноста бара од учениците, на почеток ќе ви ја преведам, за и сами да може да видите што е всушност активноста. Значи се бара од учениците да бидат во улога на некој познат уметник или на некое познато уметничко дело и да споделат неколку познати факти, да споделат еден познат факт за нив и повеќе познати непознати факти и забавни факти за нив како уметник или за нив како уметничко дело. Следното барање е да коментираат на видеата на соучениците, но во улога на ликот кој што се. За таа цел јас станав 4 ученици кои што снимија видеа на 4 различни начини, значи ќе ги истражиме сите 4 различни начини на снимање, ќе бидеме ученици за да ги истражиме. Но она што сторив е кај ученикот број 1, на видеото од ученикот број 1, додадов неколку коментари и на тој начин се искреира една таква дискусија во која што првиот ученик е, да речеме, Мона Лиза, па кажува за нејзината насмевка и сите останати зборуваат за нивни делови од телото, да речеме на Давид едната рака му е поголема, на Ван Гог му фали едно уше, Фрида не се смее така често. Сега, прво нешто што сакам да ви покажам е креирањето на Flipgrid дискусијата. Кога се креира Flipgrid дискусијата, ова е веќе искреирана една дискусија, значи една искреирана тема. Повторно ќе преведам за да ви биде многу поедноставно. Ете така. Значи насловот е забавни факти за мене, тука е описот, она што е битно. Во моментот јас не додадов модерирање за да ми одат нештата побрзо бидејќи ќе ги креираме тие видеа и ќе ги вметнуваме. Она што е битно, додадов збирка на страници каде што учениците може да пронајдат такви интересни факти. Кога креирате дискусија на Flipgrid, може да вметнете до 9 такви страници, меѓутоа, доколку користите Wakelet, на Wakelet може да вметнете голем број на страници и таа Wakelet збирка да ја споделите во Flipgrid и на тој начин да им ги вметнете сите страници каде што може да најдат такви информации кои што ќе им бидат потребни за да го креираат видеото. Значи, дополнително може да вметнете до 9 линка, но постои начин да вметнете и повеќе, а тоа е доколку користите Wakelet збирка на страници. Следното нешто на што сакам да обрнеме внимание е делот каде што им даваме можност на учениците да добијат електронска пошта кога ќе се креираат нови видеа, бидејќи нели во барањата бараме од нив и да коментираат на видеата на соучениците и многу би било добро да добијат известување дека некој поставил видео за да може да вметнат коментар. Она што следно е битно, кога работиме со ученици, бројот на прегледи
може да придонесе некакво ривалство и најдобро е да е сокриено, значи да не се гледа колку пати е прегледано едно видео. Исто така, да не им дозволите да ги симнуваат видеата, бидејќи сепак работиме со деца и не знаеме како ќе ги употребат. Добро е да си користат стикери и она што јас дозволив е да имаат лајкови. Дополнително им дозволив на учениците во прилог да вметнат линк со кој што ќе ми покажат, да речеме, каде ги нашле тие податоци за кои што зборуваат на видеото. И најинтересниот дел е што креирав прилагодена рубрика, значи моја рубрика, со која што ќе ги оценувам видеата на учениците. Во таа рубрика вметнав неколку описи, и тоа колку течно говорат англиски јазик, како ја користат граматиката, како дали добро изговараат и каков е акцентот, вокабуларот кој што го користат и дополнителни детали. И сега веќе сум во улога на ученик и ќе снимам одговор. Кога ќе изберам да снимам одговор, прво што ќе ме праша е како ќе сакам да се пријавам. Секако ќе барате од учениците да се пријавуваат со нивните Microsoft сметки, Office 365 сметки, бидејќи така ќе имате преглед со име и со презиме кој ученик го снимил тоа видео. Јас ќе се пријавам со Google бидејќи сум пријавена со Microsoft како наставник и сега сакам да користам друга сметка. Опциите кои што ќе ги разгледаме е користење само на микрофон, но секако ќе вметнеме слика од уметникот или уметничкото дело што сме, вметнување на клип, односно снимка, и ќе ја користиме белата табла. Значи избирам бела табла и снимка, одам во ефекти и само го подесувам. И сега за да станам некое познато уметничко дело, на почеток да речеме сакам да сум Мона Лиза, значи јас сум ученик 1, јас сум Мона Лиза. Ја зачувувам оваа фотографија и одам во една апликација што се вика Pixlr, каде што ќе може на фотографијата која што ја зачував да и го исечам лицето и тука да го вметнам моето лице како видео. Значи ја зачував на десктоп, ќе се обидам да ја најдам. Ете, и ми се отвори во делот кај ножичките, го избирам тоа ласо и внимателно на тој начин го исеков лицето, ја зачувувам фотографијата како ПНГ и ја симнувам. Се враќаме во Flipgrid, се уште го гледате мојот лик, но сега ќе во делот на ефекти ќе ја вметнам таа фотографија, што треба да е во Downloads, ете, и ќе ја раширам и ќе се обидам некако да ја подесам камерата за да, значи да го има мојот лик баш во тој простор каде што треба да е ликот. И на тој начин, значи јас станав Мона Лиза. И сега малце е тешко затоа што камерата е ете така. И се снимам. Да речеме, сите дискутираат за мојата насмевка, но она што е интересно за мене е тоа што то немам веќе. И завршувам со видеото, значи во тој дел може да го скратам, одам понатаму, се потпишувам, да рекеме ученик 1,
го вметнувам видеото. На тој начин ја завршив мојата задача. Веќе во одговорите, како што можете да видите, го има одговорот од ученик 1. Доколку го отворам тој одговор, гледате дека може да снимам свој видеокоментар. Ќе го преведам овој дел за да биде поедноставно на македонски, значи додадете свој коментар за ова видео. Ученик 1 ми се преведе како чирак 1, ама добро е. И сега ќе додадам коментар и јас ќе бидам друг некој лик. Меѓутоа, да речеме, јас сум ученик кој што се срами и не сака да излезе пред камера и ќе поставам слика моја, меѓутоа нели треба да сум некој уметник или некој уметничко дело. Јас избирам да сум Фрида Кало, едноставно ја избрав оваа фотографија и ја зачувувам. И ја користам страницата Face in Hole, односно лице со дупка, каде што ќе направиме еден празен простор и ќе може да внесеме своја фотографија. Океј. Еве, го избирам само делот каде што е лицето и зачувувам. И сега треба да вметнам моја фотографија. Вметнувам. Имам некоја фотографија на десктоп и треба да ја подесам, значи да ја смалам таа фотографија, малку да ја ротирам и да искреирам еден таков лик со помош на боите горе. Ќе може дури да го подесите истиот тон на кожата. Завршуваме и ја симнуваме фотографијата. Се враќаме во Flipgrid и сега да додадеме коментар, видео коментар. Додавам видео и избирам во опции само микрофон. Гледате дека веднаш ми се отвори микрофонот. Во ефекти ја вметнувам таа фотографија која што ја креиравме. Треба да ми е во Downloads. Ја вметнав. И сега уште еднаш ќе изберам без микрофон, па со микрофон, за да ми излезе микрофончето напред и снимам. Ми се допаѓа твојата насмевка, меѓутоа јас не сум толку позитивна како ти. И зачувувам. Тоа е сега. Ученик. Кој што коментира на видео на ученик 1 и веќе го вметнав мојот коментар. И гледате дека коментарот е веќе тука. Доколку користите телефон или таблет и сте ученик кој што сакате да влезете во некоја Flipgrid дискусија, постојат два начини за да го сторите тоа. Едниот начин е да го вметнете кодот, кој што ќе го сподели наставникот и кодот го има откако ќе ја креирате секоја тема, или да споделите QR код, кој што многу едноставно ќе може учениците да го скенираат. Сега ќе ви покажам како да се скенира тој QR код. Значи избирам само Scan Flipgrid QR. На мојот компјутер го отворам тој QR код, се скенира и веднаш ме донесе до местото каде што треба да снимам одговор. Јас сум ученик 3 и сега ќе ја затворам Flipgrid апликацијата и ќе одам до апликацијата Arts and Culture од Google. Тоа е една апликација која што ми дава можност да користам филтри и да
некој уметник, користејќи такви филтри, значи art filters, треба да дозволам камера и сега, значи може да бидам Фрида Кало, може да го испробаме тој филтер, меѓутоа, или девојката со бисерна ушница, меѓутоа најдобриот филтер е Винсент Ван Гог. Значи, како што се движам и зборувам, така се движи Винсент Ван Гог и што е интересно има едно уше. И сега јас снимам одговор на видеото на Мона Лиза и велам окей, снимив само слика, значи треба да држам на тоа копче за да се снима. Окей, да дозволиме микрофон и може да почнеме. Ти немаш веги, но јас ми фали едно уше. И завршувам. И веќе видеото ми е зачувано. Се враќаме кон Flipgrid. Тука е темата. Јас треба да одговорам на ученик 1. Да рече. Додавам видеокоментар. Повторно треба да се вклучам со некоја сметка, се вклучувам со друга некоја сметка. И во опции избирам upload клип, односно вметни клип, го вметнувам видеото што го снимав, употреби и завршив со својот видеокоментар. Во делот на име ќе напишам ученик, ова е веќе ученик 3. И го вметнувам видео одговорот. И за ученик 4, за последниот ученик кој што ќе дискутира на видеото на Мона Лиза, користам TikTok апликација која што не е за образование, меѓутоа во делот на филтри има многу интересни филтри и го има овој лик на статуата на Давид, со кој што може да направам едно видео. Одговарам на Мона Лиза. Ти немаш веги, меѓутоа мене едната рака ми е помала од другата. И завршувам. Бидејќи ова видео не сакам да биде јавно, ќе го направам приватно и она што ќе се случи е ќе се постира како приватно видео и веднаш ќе се зачува на мојот таблет. Се враќаме во Flipgrid, повторно додаваме коментар. Во делот на опции избирам стави клип, го вметнувам, го употребувам и само да го променам името. Сега сум ученик 4 и завршивме со дискутирање. И сега сум повторно наставник и треба да ги прегледам и оценам видеата кои што ги поставиле учениците. Во делот каде што ми е искреирана дискусијата, ги гледам сите одговори, го избирам, да речеме, овој одговор и може да видите дека во делот повратни информации може да дадам повратна информација. Што значи тоа? Може да снимам повратна информација со видео и може да дадам поени за она што го гледам и слушам, како на пример колку течно говорат англиски, граматика, колку се точни изразите кои што ги користат, колку е добар акцентот, колку е добар вокабуларот кој што го користат
дури да дадам коментар со опис и може да ја испратам да го испратам овој коментар по електронска пошта. И повторно сум ученик и сега одам да ја проверам својата пошта бидејќи наставничката ми испратила повратни информации. Ја отворам и гледам колку поени имам добиено за секој дел: граматика, вокабулар, изговор, акцент, течност, колку течно говорам и ги имам сите поени.